Најновата верзија на вештачката интелигенција на Google, наречена Gemini, добива значајно подобрување кое ја овозможува подобро да разбира и предвидува комплексни концепти. Компанијата најави дека новите модели ќе имаат способност за размислување на посложен и похуман начин. Според инженерите на Google, Gemini ќе може да анализира информации на подлабоко ниво, создавајќи попрецизни и контекстуално побогати одговори. Овој напредок е резултат на новите алгоритми кои го подобруваат начинот на кој вештачката интелигенција ги поврзува податоците и учи од нив. Технологијата ќе биде имплементирана во различни сервиси на Google, вклучувајќи пребарување, Google Асистент и Cloud платформата. Ова значи дека корисниците ќе добијат поинтуитивни и поперсонализирани одговори во секојдневното користење на дигитални услуги. Сепак, експертите предупредуваат на можни ризици, како зголемена зависност од вештачката интелигенција и потенцијални етички дилеми. Google уверува дека ќе работи на транспарентност и контрола, со цел вештачката интелигенција да остане корисен и безбеден алат за сите. Економската сцена е во шок по изјавата на нобеловецот Јуџин Фама, кој предвиде целосен крај на биткоинот во рок од една деценија. Според него, криптовалутите немаат реална вредност и нивната цена е резултат на шпекулации, а не на економски основи. Фама жестоко ја критикуваше најпопуларната дигитална валута, истакнувајќи дека нешто што не функционира како стабилно средство за размена не може да опстане. Според него, нестабилноста на криптовалутите е нивната најголема слабост и ќе доведе до нивно исчезнување. Сепак, криптозаедницата не се согласува со оваа прогноза. Поддржувачите на биткоинот сметаат дека дигиталните валути ќе продолжат да се развиваат и да стануваат се попопуларни, без разлика на традиционалните економски теории. Иако вакви предвидувања се појавиле и во минатото, биткоинот и понатаму бележи раст. Дали навистина му се ближи крајот или ова е само уште еден обид да се дискредитира криптореволуцијата?